Почитувам премиере, морам да нагласам дека буквално просветни работници со нетрпение го изчекуваат колективниот договор, затоа што еднаш за секогаш со тој нов колективен договор ќе се регулираат и платите на вработените во образованието. Факт е дека ова е досега најголемо покачување, но со колективниот договор ќе се регулираат и дел од оделенските часови, ќе се регулираат и патните трошоци на наставниците што патуваат повеќе километри, регрес за годишен одмор. Меѓутоа, и покрај тоа што на секој вработен, особено наставниците, им е потребна мотивација преку создавање на подобри услови за реализација на воспитно-образовниот процес, овој континуитет покачување на платите и понатаму треба да продолжи. Јас сакам да напоменам дека овој процес на инвестиции во образованието, изградба на нови училишта, реконструкција на училишта, реконструкција и изградба на нови спортски сали, реконструкција на кабинети по природни науки во сите училишта и се она што и градоначалниците од ВМРО ДПМН отвараат секојдневно и се сликаат во тие нови училишта и спортски сали е дело на оваа влада и дело на Министерството за образование и наука. Не се правеше тоа изминатите години, 11 години, но сега во 5 години се изградија во секоја општина, во секој училиште каде што нема спортска сала, секаде каде што е потребно, а да не зборувам за изградба на нови над 60 градинки и останати објекти. Понатаму, вработувањето на 500 образовни асистенти за асистенција во училиштето на ученици со попреченост, поведување на дуално образование во средно образование, каде што имат и пракса во компании, каде што со сигурност текнуваат понатаму вработување. Имаме воведување на бесплатен субвенциониран студентски оброк за сите студенти во државата. 2400 денари за сите студенти, без разлика дали доаѓаат од приватни факултети, дали од државни факултети. Се мерки и политики на оваа влада и тие ги немало претходно. Ова е се мерки и политики во интерес на образовниот процес од оваа влада. Претходниот период го памтиме по казни на наставниците, од екстерни тестирања со најголеми стресови на учениците и наставниците, го памтиме по лошите преводи на Кембридж учебниците, го памтиме по деградирање на високото образование со илјадници дисперзирани студии, го памтиме по компјутер за секој дете од 60 милиони евра, кои што веќе за неколку години не беа за употреба, да се градат и да се реконструираат студентски и ученички домови. Во тој период се градеа огромни зданија, згради и споменици кои што не беа во интерес на никој. Почитувам премиери, јас сум задоволна од одговорот, немам дополнително прашање, но сакам да кажам уште нешто. Да се градува 11 години,